Ja nikad nisam htela da te ostavim, il ne do Bog kraj drugog probudim. Iako ponekad život vrti nas u krug, ti si mi sreća, ljubav i drug. Македонската поп дива Калјопи Букле денеска има феноменална промоција на песната Знам заедно со Желјко Самарџич и денеска со мене, односно јас со нејзе за емисијата Репортер. Калјопи, добре дојде. Добре најдов, драга моја. После подолго време промоција во Скопје. Да, затоа што долго не се имавме дружено, нели? И ова беше еден прекрасен повод и да ја славиме љубовта и да ги сплотиме нашите да кажам професии на едно место, за да повторно за публиката создадеме една приказна, оти ова не само наша, тоа и ваша приказна, и сега ја делиме со понатаму со публиката и мислам дека не знам, ве очекував. Вие сте мои и не можам јас да очекувам помалку од вас од она што вие меќе со децении наназад ми го давате, нели? Сметаш ли дека недостасуваш на скопската публика и дека заслужува еден голем концерт од Калјопи? Секако, не само тоа, уште многу други работи заслужуваат, а мојата публика е најдрагоцена во се она што го работам и го отворам и правам во мојот живот, затоа што ако нешто и заради некого постои, сето ова постои за нив. А денеска, морам да кажам, ова повеќе е пресконференција од куку промоција, затоа што сакавме да ви спочитуваме вас пред се. Доколку беше промоција, кој знае дали ќе можевме се да постигнеме во овие 2-3 часа и бескрајно сум благодарна и почестена со вниманието и со начинот на кој што денеска оваа пресконференција беше пропратена и што навистина тука е еден човек со кој што ја делам песната, кој што никогаш ниту од својот речник, ниту од својата душа не го извадил она што се вика коренитост на она што сме ние тука во Македонија, македонците, нашата љубов, љубовта која што оние чувствуваат тука и ја почувствувал од публиката овде, така да го имам најсовршениот партнер за оваа песна. Знам, kad si zrno bila i svojim glasom mene opila. Или 40 години пријателство се преточи во песна, а ти си од оние музичари кои што ретко снимаат дуети? Да, може дури ни на една рака не може да се избројат дуетите, но токму секогаш кога се случувал дует, тој се случувал некако од некои пријателски или духовни побуди, а никогаш не заради маркетиншки некои цели. Или имаш што кого да ја сплотиш душата. За мене е песмата светиња, е светост и не ја делам со секого. За мене е тоа многу важно. И токму затоа да ја поделам со него, оваа песна беше голема љубов и задоволство. На пресконференцијата беше и твојот поранешен сопруг Ромео Грил. Неодамна објави видео за ваша повторна средба после 3 години, навистина 3 години. И тоа беше толку емотивно и го сподели на социјалните мрежи. Па да, затоа што долго се немавме видено ради пандемијата, ниту јас можев тамо, ниту тој тука, секогаш бевме во контакт, ние сме нон-стоп во контакт, но она што е секогаш за мене многу емотивно што го доживувам кога го чекаме Роме на аеродром и кога тој излегува, како и со таа насмевка како да излага младото момче од годините кога го запознав, бидејќи тоа е нормално, он е роден дебармалец, он е човек кој што ги направил најубавите македонски песни, многу од песните и не ни знаат луѓето дека тој ги напишал тие стихови. Но како и да е, за мене е голем и секогаш ќе биде голем музичар, голем продуцент и бескрајно сум му благодарна.
И интересно е тоа што кога ќе објави Калиопи секогаш фотографија дека работи нешто со Ромео, но новинарите повторно и повторно ги поврзуваат, а ти на белградската пресконференција или промоција, како сакаш рече, па ние сме толку блиски, дури јас со неговата бивша жена сум најдобра пријателка. Како е да се надминат? Фамилија. Па ние сме фамилија, ние сме секако нормални луѓе кои што комуницираат секојдневно за животни нешта и тие се моите најголеми пријатели. Таја е втора мајка на моето дете и моја голема пријателка, точно. Јас стално се нашли веднаш, ама тоа е вистина. Таа го има клучот од мојот стан. Никога не сум тука, таа е тука добре дојдена. Го спомнавте вашето дете, како е синот Пако и колку тој музички вас ве поддржува или Тој не поддржува повеќе како тим кој што работи и смета дека неговите родители се совршен музички тим. Тој тоа така го вели и се радува на секоја наша нова песма. Критички е исто настроен, знае да каже кога нешто му се допаѓа или помалку. Ама во суштина мислам дека е многу горд на нас, а ние на него. И добро, кога работите заедно со Ромео, се случува ли често да се скарате, кој повеќе попушта, кој е по... Каков е овој Ромео сега и оној... Избија, да, може да се, ама тоа се креативни кавги. Значи ние секогаш и кога се караме, се сакаме. Затоа што овој пат немаше такви работи. Морам да признам дека се протече во најсовршен ред. Калиопи, често објавуваш фотографии и видеа на Инстаграм. Морам да ти признам дека како времево да застанало за тебе, навистина не старееш. Без филтри објавуваш фотографии. Колку сакаш да им испратиш порака на помладите дека навистина природниот изглед е нешто што треба да се задржи? Верувам не сакам со ова да наметнам некому свое мислење, бидејќи секој има право на свое собствено мислење за себе и за тоа како ќе се експонира во јавноста, но за мене природноста била секогаш клуч за тоа како некој да допре до вистинската јас. За мене многу поважно била насмевката, природноста и нормално, ако сум лута сум, ако сум тажна сум и сета таква како таква сум се давала во нето издание. Што би порачала? Немам што да порачам, едноставно да си бидат своји, да не се оптеретуваат со брзината на времето кое што не гази. Навистина, ова се нови генерации, тие немаат врска со нашето време, ова е нивно време и ние сме всушност тие кои се прилагодуваме кон нив и само мислам да кажам дека во тие генерации препознавам и квалитет и љубов и надеж. Има надеж за овој свет. Еве, сосема пред крај, годинава што измина, мислам дека го изгуби твојот татко. Претпоставам дека тоа е болна тема за тебе, затоа што прв пат ми се случува во животот и кога тоа се случи, јас бев на Фрушка горе, имав концерт, петок, сабота и во понеделникот го погребавме татко ми. Јас мислам дека со самото негово заминување замина дел од мене, замина дел од малечката Опи. Но го чувствувам, посебно во вакви моменти кога се случуваат убави нешта, многу силно го чувствувам, бидејќи знам дека би се радувал на секој од овие моменти, бескрајно. Калиопи, еве за крај само, кои се твоите идни планови, освен Велешкиот концерт, каде што публиката покажа колку и фали Калиопи, што да очекуваме од тебе? Сигурно концерти низ Македонија и нов сингл за некој месец повторно со соло песма, тоа ќе биде наскоро, секако ќе го споделам со вас. Ти благодарам на убавиот разговор. И нека нам оздравлje ide ko do sada sve, živela ljubav.